Подпредседателе, почитувани представници на владата, почитувани пратеници, медиуми, македонска јавност, денес ќе го искористам правото да поставам 3 пратенички прашања. Првото прашање ќе биде поставено до министерот за транспорт, врски и екологија. Да. Може? Ќе ве подсетам само за некои ветувања кои што ги имавте пред да дојдете на власт. Новата влада ќе ги насочи своите ресурси за подобрување на состојбата на овој многу важен сектор со инвестиции и модернизација во железничката инфраструктура, обновување на возниот парк, инвестиции во делот на безбедност во сообраќајот преку осигурување на патни премини, соларни железнички станици, модернизација, проширување на железничката инфраструктура, соларни железнички, модернизација за енергетска ефикасност, изградба на железнички краци, обнова на возниот парк и така натаму. Од 25 октомври се укинуваат по 2 возови дневно на релацијата Битола-Скопје-Битола, односно патниците ќе поаѓаат од 3:13 часот после полнок од Битола и 14:30 од Скопје. Предходно беа укинати релациите Скопје, Кичево, Скопје, Кочани, нема ни воз на релацијата Скопје-Белград, Скопје-Солун имавме пред 130 години, денес немаме, не ја вративте државата 200 години назад. Од јануар оваа година укината е линијата Скопје-Кубаново-Табановце-Скопје. Па сега сакам да ве прашам, до кога ќе бидат укинати овие линии и кои се причините за укинувањето на овие 2 линии од Битола до Скопје, кога сите знаеме дека економски исплатливо, особено за студентите, за пензионерите, еколошки подобро да се користи железницата, меѓутоа еве вие покрај сите ветувања ги укинувате овие 2 линии. Второто прашање ми е до министерката за труд и социјална политика. Ова прашање го имам поставено во мај оваа година до министерката писмено, меѓутоа се уште немам добиен одговор и затоа сега денес сакам да го поставам усно, меѓутоа повторно министерката не е тука. Прашањето се однесува за инклузијата на децата во градинките, односно како и кога мислите да ја спроведете инклузијата на децата во градинките. Ова прашање директно излегува од родителите на деца со атипичен развој. Родителите го поставуваат прашањето затоа што кажуваат дека да запишете дете во градинка е научна фантастика. Прво, каде и да се обрадат, родителите никаде нема вработено соодветен кадар, да речеме во градинките во Битола, само во една градинка има логопед, а во останатите нема. Значи потребни се логопеди, дефектолози, а од друга страна во бирото за вработување имаме дефектолози кои што чекаат за работа, а потоа си ја напуштаат државата. Еден логопед не може да ги опфати сите деца, затоа што и дечината со типичен развој, некои од нив имаат проблеми со говорот и треба да им се посвети и нив внимание. Како може истите услови за запишување на деца со типичен развој да важат и за деца со атипичен развој? На веб страната на Министерството пишува дека, според закон, треба да се примат овие дечина во градинка, но кога истите ќе се обратат, им бараат еден куп документација како за здраво дете. Пример, им бараат да бидат вакцинирани децата, а некои од нив, од доктор, им е забрането да ги примаат вакцините. Значи, не секое дете може да биде комплетно вакцинирано од тие дечина. Втор услов, двајцата родители
да бидат вработени. Па како може мајката или таткото да оди на работа и на кого ќе го остави тоа дете? Значи, треба прво детето да си го збрини, а потоа да си го однесе во градинка. А од друга страна, знаеме дека е потребна социализација на овие дечина, затоа што кога ќе одат на училиште и кога ќе треба да се реализира инклузијата на Мила Царовска, тогаш ќе биде уште потешко. За жал, тоа што го донесе Мила Царовска е само на лист хартија и ништо од инклузијата на децата во градинка. Ова е чиста илузија и време е да излезете на терен и да ја видите вистинската слика на инклузијата, а не да живеете во паралелен свет. Третото прашање ми е до заменичката министерка за здравство. Ке започнам со ветувањата на СДСМ пред да дојде на власт. Бесплатно болничко лекување за сите граѓани, инвестирање во здравјето на граѓаните преку изградба, реконструкција, опремување на општите болници, клиничка болница во Република Македонија и достапност на високо квалитетни лекови и вакцини. Зголемување на основната плата на сите здравствени работници за 100%, со што ќе се спречи одливот на медицински кадри. Замена на мој термин со систем кој ќе ги гарантира брзи и квалитетна здравствена заштита на секое ниво со точно удвртени рокови и обврски. Ке се воспостави мрежа на здравствени установи со целосна покриеност со амбуланти, посебно во приградските и руралните средини. За да се спречи одливот на медицински кадар од јавното здравство, ке се обезбедат нормални услови за нивно работење и ке се подигнат нивните плати. Ке ги задржиме докторите во Македонија. Мерки и активности за намалување на морбидитетот, онеспособеноста и предвремениот морталитет предизвикани од најчестите хронични незаразни заболувања, кардиоваскуларните, цереброваскуларните, малигните заболувања, шеќерната болест, преку унапредување на здравјето со организирани активности од страна на владата, здравствените установи, невладините организации и така натаму. Изградба на нов, современ, функционален универзитетски клинички центар во Скопје, кој ќе обезбеди високо квалитетна здравствена услуга на населението во целата држава. Отварање на нов на медицински, стоматолошки и фармацевски факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Моето прашање, докаде сте со отворањето на медицински, стоматолошки и фармацевски факултет во Клиничка болница Битола? Благодарам. Претедничката Олга Лозановска.